Светското фудбалско првенство стартува за кратко во Русија. Во пресрет на фудбалскиот мондијал, кој се разбира го привлекува најголемото внимание во светот на спортот во овој период, во циклусот наши видеа кои ќе ги посветиме на фудбалскиот мондијал, почнуваме со поранешниот селектор на македонската фудбалска репрезентација Ѓоро Јовановски, актуелен тренер на фудбалскиот клуб Работнички. Добре дојдовте во програмата на ТВ екипа и благодарам првенствено што прифативте да бидете наш гост. Благодарам и на вас. Секогаш ќе бидеме расположени за разговор кој се однесува за фудбалот. Светското фудбалско првенство стартува за кратко. Не е многу тешко да се издвојат репрезентациите кои го имаат фаворитскиот статус. Кои се според вас сепак селекциите кои би можело да дојдат до крајот на овој мондијал? Па вака, ја мислам дека пратејќи го фудбалот последниве, да не речеме 5-6 години, по моје размислување мислам дека ова ќе биде едно од најквалитетните светски првенства, затоа што на минатите светски првенства, да не зборам пред 20, 30, 40 години, каде што биле 3 или 4 екипи фаворити, мислам дека во овој момент може да се зборува за 6-7, па може би 8 фаворити. Не треба да забораваме дека тука се Бразил и Аргентина, дека тука е на Германија секогаш, дека тука е на Франција, Шпанија и мислам дека Англија, за разлика од минатите светски првенства, дека во оваа година стварно има една добра екипа, укомпована екипа, екипа која игра еден, да не речем, многу агресивен фудбал, тој го докажа. И како што гледате, веќе ги наброив, ако некој го не сум заборил, значи сигурно едно 7-8 екипи ќе конкурираат за наслов на светско првенство. Имате ли репрезентација која во актуелниот состав би сакале да ја предводите на ова светско првенство? Вака, јас во неврзени разговори со пријатели, секогаш кај тренер, мислам кај тренер, секогаш ја најавам за добар фудбал. За мене, значи, нема изразити, да не кажам, некоја екипа, некоја репрезентација која би сакал, што се вика со свој чувства, да освои светско првенство. Може би прв пат во, да не речем, во мојата и тренерска играчка кариера, лично сакам да освои Аргентина. Не дека сум голем фан за Аргентина, него од едноставна причина што таму знаеме да игра еден вансериски фудбалер Меси, кој има освоено све и едино што му фали, тоа е светско првенство. Знаеме дека најголемите фудбалери кои биле прогласени во минатиот век, дали било тоа Пеле, кој бил светски првак со Бразил 58, 62, 60, 70 година, кога бил еден Бекенбауер, исто така светски првак, така да еден Марадона, да не кажам тие топ, што би рекол јас, фудбалери, и лично би сакал Аргентина само заради Меси. Како фудбал ќе доминира на ова светско првенство? Нешто ново. И кој фудбалот кој ќе носи титул? Видете вака, нешто ново не се очекувам од ова светско првенство. Сигурно дека ќе биде квалитетно, нешто новости, некој изненадувачки сигурно нема да има. Ние пратиме што се вели и првенствата во Јужна Америка и Лига шампиони и така натаму. Гледаме дека одлучуваат мали нијанси и мислам дека едно вакво светско првенство барем до четвртфинале можеби ќе се искристализира, но веќе во четвртфинале, полуфинале, финале мислам дека ќе освојат екипи кои можеби ќе бидат подобри во нијанси. Па да не кажам и еден потек што може да го реши на превар. Очекувате ли репрезентација изненадување? Секогаш има изненадување репрезентација, тоа мора да се каже, но кој би можел сега во овој момент да изненадам, стварно би требало да ги анализираме. Да. Сигурно дека тука не ја спомнам и Португалија, која има стварно врвни фудбалери, која го освои до европското првенство и крај крајава и тука го има еден Роналдо, кој сигурен сум дека со сета своја сила, срце, што се вика, ќе сака да се освои едно првенство. Така да, ако освои Португалија, сигурно дека не е изненадување, апсолутно тоа е една врвна репрезентација на ниво на една Франција, да не кажам Англија, Германија, Шпанија и така натаму. Неизбежно е да се позборува за пресојтката меѓу двете можеби најголеми имиња на фудбалот на денешницата, тоа се Меси и Роналдо, ќе се директно нема да се соочат во ведната фаза, меѓутоа сепак ќе ја докажуваат големината и тоа кој е поголем од другиот на овој мондијал. Што очекувате? Вака, колку што пратаме тоа светските првенства, европските првенства,
фудбалот во целиот свет, мислам дека во историја на фудбалот, колку што мене сеќавањата ме служат, двајца фудбалери кои се би рекол на едно ниво 10 години, на едно највисоко ниво, мислам дека во историја на фудбалот во светот се нема случило тоа. Сигурно дека доминирале еден Пеле, доминирале еден Ди Стефано, доминирале еден Кројф, еден, да не кажем, еден Зидан, еден Бекенбауер и така натаму, но да доминирате вие двајца фудбалери 10 години, тоа е, мислам, една огромна заслуга точно на нив. Јас секогаш го кажам, значи во моментов имаме двајца врвни фудбалери кои се на врвот, тоа се Меси и Роналдо или Меси, тоа е ствар на вкусот, и има една огромна празнина, па тек дури тогаш почнуваат другите фудбалери. Секогаш кога говориме за овие двајца фудбалери, секогаш има некои контрадикторности, кој е поталентиран и така натаму. Не можете вие тоа да го кажете. Мислам дека тоа е непојмлива споредба. Тоа е исто како јас да ви прашам дали вие сакате, јас стално го кажувам и тоа како одговор, дали сакате вие да возите Порше или сакате Масерати да го видите. Тоа е таа што викаме таа споредба. Како и да е, нивниот ривалство е многу позитивно. Не сум слушнал ниту едниот, ниту другиот да даде некоја изјава, негативна изјава во конотација на нивното това. Сигурно дека тога има новинари жолтиот печат посебно кои ги извлекуваат од контекст некои разговори, но мислам дека се работи стварно за една интелигентни фудбалери, што се викли на едно највисоко ниво и крај крајва ќе видиме на светско првенство кој ќе доминира. Светското фудбалско првенство е фокусот на планетарно ниво, меѓутоа вие имате и своји обврски овде со вашиот клуб работнички и почнавте подготовките, ќе настапувате и во Европа. Кои ви се очекувањата? Вака, во моментов, да ви кажам најискрено, може нема да ви верувате и не ни размислам многу за светско првенство. Ако дојде некој празнина да гледаме некој такмица, некој натпрво гледам. Што значи нашата концентрација, моја лична и на клубот цела, е првото коло во квалификација. Мислам дека тој натпревар ќе ни биде најбитна натпревар во овој шампионат. После ќе размислуваме за првенство и така натаму. Како и да е, мислам дека имаме некоја улога како фаворитска улога, јас не би рекол таа фаворитска улога, затоа што денеска сите играат фудбал, секој може да победи, значи не може да бидат секакви изненадувања. Ќе гледаме да бидем позитивни изненадувања, што значи дека кога ме прашуваат која екипа ја посекувате, секоја екипа само што можеме да ја поминеме. Мислите ли дека направивте доволно добар состав за да го реализирате оваа првична цел која е? Видете, целта нас не беше да земеме фудбалери кои може да го поминат ова прво квалификацијно коло. Бевме во еден цајтнок што се вика, во еден мал простор каде што многу бевме сконцентрирани во првенството дека ќе излеземе во Европа и многу лично или јас ние во клубот и не размислувавме многу за повеќување. Така и многу мал и краток период беше да се анализира, да се види кои фудбалери ни се потребни за едно вакво натпреварување. Земавме на 4-5 фудбалери, се надеваме, пак ќе кажам, се надеваме дека се квалитетни, но пак ќе кажам повторно, времето ќе го каже своје. Ви благодарам, ви посакувам многу среќа. Фала на вас. Фала.